И кривичниот законник и законот за кривичната постапка јасно ги расчистуваат овие прашања. Штом судот донесе осудителна пресуда за утврдена казна затвор, тој е должен, ако постои притвор или било која друга мерка на лишување од слобода, а таков е и куќниот притвор, да го засмета времето на траењето на притворот во изречената казна. Законот не пишува дека тој треба да внимава дали има и други предмети. Знаете зашто? Затоа што ние имаме целото казнено право систем се заснова врз начелото на пресумпција на невиност, што значи дека постапката за било кого не е завршена додека не дојде до правосилна пресуда. Поред тоа, судот не може да калкулира, да причекаме како ќе бидат излезите, односно пресудите во другите предмети. На тој начин тој ги преюдицира овој одлуките предмети. Судот не може тоа да го прави. Он има пред себе конкретен случај и го решава тој случај, а кривичниот законник му налага кога ќе изрече казна затвор да го засмета притворот што бил издржан до тогаш. Сега. Значи имате и едно друго правило, а тоа е правилото in dubio pro reo, тоест кога постои двоумење во толкувањето на законите и примената, треба да судот да одлучува секогаш или in dubio pro libertate да одлучи во случај на сомневање во корист на обвинетиот.